Ја знаете опозицијата. Добро ја знаете. Таа е символ на деструкција во државата. Пробаа се. Беа подготвени да се заортачат со секого само за да дојдат на власт. Не им беше важно дали народот ги сака или не, дали им верува или не. Не им беше воопшто грижа ниту за демократијата и за слободното право на избор на граѓаните. За нив друго беше поважно. Да се има власта по секоја цена. Но секогаш кога ќе се потпреш на некој друг, а не на тој што треба, на народот, секогаш губиш. Тие го подценија нашиот народ. Македонецот не го нарекуваа македонец, туку повторно му го сменија името. Го нарекуваа со погрдни зборови. Ако е грдо лицето на македонецот, што е важно? Ќе дојдат и други избори. Вас не века чуваат у комбиња, као стока. Не можеа да му простат на народот зашто не ги сака нив и нивните игри и сценарија од кои страда Македонија. СДСМ мора да изгуби. Мора да изгуби од повеќе причини. Да докажеме дека не може на сила, со закани и уцени, да се наметнуваат решенија кои немаат поддршка од народот и се спротивни на националните и државните интереси. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Да докажеме и дома и надвор дека овде живее достоинствен народ, кој знае да каже не кога се работи против него и против неговата татковина. Дека не може да се добие доверба без да се понуди реална и остварлива програма. И не може и не смее да се казнува народот со криза затоа што СДСМ не може да го прифати политичкиот пораз. Со гласот против опозицијата ќе покажеме дека само граѓаните одлучуваат за оваа земја, а не некој друг. Никој друг не смее да се меша во правото на македонците сами да одлучуваат за својата иднина, сами да одберат што е подобро за нив и за Македонија. Оваа опозиција не може да биде иднината на нашата земја. Со нив нема да е подобро. Нив не ги интересираш ти и твоето семејство. Нив ги интересира само власта и начинот како да дојдат на власт по секоја цена. Тие покажаа дека не знаат да ја раководат економијата кога имаа можност за тоа. Тие покажаа дека не се заинтересирани за напредок. Со СДСМ нема развој и просперитет. Покажано и докажано. Со опозицијата има само кризи и конфликтност. Нивниот збор нема никаква вредност. Тие се подготвени да кажат се само да придобијат некој глас повеќе. Но сетете се само, колку пати досега не обстојаа на својот збор и ветување. Ветувам минимум 30 нови фабрики, минимум 300 нови локации за производствени погони, минимум 3000 нови работни места за трет мандат. Во Република Македонија не смее веќе да постои семејство без ниту еден редовно вработен. Го прекршија зборот. Погазија на оно што го кажале и ветиле. Тие не веруваат во тебе, ниту во тоа дека Македонија е суверена и независна. Нивните планови не се за крај на кризата. Тие се за продолжување на кризата, затоа што тие се изворот на кризата. Тие ја создадоа и нивната цел е да ја продлабочуваат, и тоа со редефинирање на државата по национална и етничка линија. После мојот состанок со господинот Заев, се залагам за федерализација на Македонија. Да, сме разговарала со господинот Заев за редефинирање на државата. Со нив може да има промени, но само промени на полошо. Како промена на името без и воопшто да се преговара. И промена со воведување на двојазичност и јасни сигнали за федерализација на државата. Тие нема да ти донесат подобар живот тебе. Гласот за опозицијата е глас за тендерите кои Заев ги даваше на своите роднини и пријатели. Тоа е глас за вицето и начинот како заедно ја приватизираа Струмица. Тоа е глас за лажните ветувања. Тоа е глас за сликање во диво населје со јатаците на криминалците и терористите. Тоа е глас за лицата учесници во шпиунските игри и нивните ментори кои ја дестабилизираа Македонија. Глас за уништување на спомениците на нашите херои и за големите штети на државните објекти. Тоа е глас за лицата кои удираа врз полицијата и го симнаа македонското знаме од пред владата. Затоа опозицијата треба да загуби, затоа што народот одлучува и народот ќе си ја земе државата во своји раце. Народот ќе ја одбрани својата и независноста на својата татковина. Глас против опозицијата е глас против продолжувањето на кризата. А ти знаеш дека со нив нема да биде подобро. Ни за тебе, ни за Македонија. Ама Куманово да ви се деси, папа! Да, господ Куманово, как да ви се случи? Е, така да ви кажем.